Почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, пред се сакам да го поздравам договорот за изборниот законник, меѓу политичките партии, особено и да изразам благодарност до представниците на ВМРО ДПМН, кои што се заложија гласањето во диаспората да остане и за наредните избори, односно се задржи уставното право на нашите сограѓани во диаспората да бидат избрани и да избираат. Гласањето на диаспората се случи прв пат на парламентарните избори 2011 година, повторно благодарение на ВМРО ДПМН и нашите заложби диаспората да има своји директни представници во нашиот парламент. За жал, по успешно спроведени 3 изборни циклуси во диаспората, 2 парламентарни и 1 за претседател на Македонија, опозицијата го доведе ова право на глас на диаспората под знак прашање. Партија која на сите овие изборни циклуси во диаспората изгуби со огромна разлика. Впрочем, Заев изјави дека нема да му дозволи Никола Груевски 3-0 во старт, мислејќи на трите пратенички мандати од диаспората. И наместо СРСМ да признае дека проблемот е кај нив, да седнат и да размислат и да напишат програма за диаспората, мерки, проекти со кои што тие ќе го привлечат гласот на иселениците, тие побараат да им се суспендира, односно одземе правото на глас. Па со секакви изговори се трудат да креираат слика дека нивното барање за укинување на овие мандати и правото на глас кај диаспората не е затоа што тие редовно губат на избори, туку дека бараат изначување на гласот во диаспората со гласот на бирачите во Македонија. Почитувани колеги пратеници од СДСМ, почитувана македонска јавност и почитувани сограѓани и селеници. Ова е едно истражување кое што на моје барање го направи нашиот парламентарен институт, споредба на потребен број на гласови за добивање на пратенички мандат во диаспората и матичната земја, компаративен преглед. И тој вели вака: во Република Македонија просечниот број на гласови потребни за пратенички мандат наспроти потребниот број на гласови во Република Македонија во диаспората е 1 глас во Република Македонија наспроти 2,45 во диаспората. Романија 1 глас во Романија наспроти 1,29 во диаспората. Република Франција 1 глас во Франција наспроти 2,28 во диаспората за избор на пратеник. Република Хрватска 1 глас во Хрватска наспроти 2,41 потребни гласови за избор на пратеник од диаспората. И Романија, и Хрватска, и Франција членки на Европската унија, членки на НАТО. Ова истражување покажува дека во овие земји во Европа овој сооднос кој што го имаат на потребни гласови избор на пратеник е горе-долу сличен со соодносот на потребни гласови за избор на пратеник во Македонија и во диаспората. Меѓутоа, за жал, СРСМ не сакаше да ги слушне овие аргументи. И да бидеме искрени, не е проблем цензусот за пратеник во диаспората. Тој број е апсолутно остварлив, имајќи во предвид дека имаме голема диаспора. Но ова барање за цензус, кој што го поставивте како услов, требаше да го проследите со останатите барања на нашите иселеници. Например, барањето за повеќе избирачки места во диаспората, за полесен начин на остварување на правото на глас кај нашите иселеници. Да им овозможиме на нашите сограѓани, например во Малме или во Колумбус, во Виндзор, Мисисага, Перт и други градови каде што немаме конзуларни представништва, да можат да гласаат за своји представници. Меѓутоа, вие сте свесни дека тоа само ќе значише поголем пораз за Социјалдемократскиот сојуз во диаспората и затоа инсистиравте да го кинете правото на глас на иселениците. И требаше, колеги пратеници од СРСМ, да ги важите барањата и на огромен број иселенички организации кои испратија писма со поддршка за постојниот модел на гласање со директни представници во Собранието на Република Македонија од страна на нашите иселеници. Пратеници кои што имаа можност да ги посетуваат, да соработуваат со нив, да им помагаат да бидат информирани за случувањата во Македонија и да им ги решаваат нивните проблеми. Вака вие ставите дополнителен товар за нашите иселеници, а при тоа проблемите со кои што се соочуваа во поглед на гласањето ги оставите да бидат исти. Сакам да го споменам тука избирачкиот список, бидејќи еден нашите колеги пратеници го спомена во својот говор. Па избирачкиот список во диаспората е најточен, најпрецизен, бидејќи тој се добива по пат на активна регистрација на гласачите. Имаше и Социјалдемократскиот сојуз такво барање на почетокот на овие преговори, меѓутоа за жал се откажаа
од активна регистрација на гласачите во Република Македонија, тоа нека кажат за чии интереси ја донесува таа одлука. За крај, ние пратениците од диаспората ќе го поддржиме овој закон и ова законско решение. Добро е тоа што успеавме и покрај сите противења да го задржиме правото на глас кај иселниците, бидејќи тие ќе имаат можност по четврти пат да ви покажат на вас, социјалдемократи, дека немате поддршка кај нив, дека не се согласуваат со вашата политика, дека го ценат напорот на ВМРО-ДПМН, нашите мерки и проекти за диаспората, и дека и по 24 април ние ќе продолжиме да им помагаме на нашите сограѓани иселеници. И на 24 април на изборите, кога диаспората повторно ќе гласа, тие ќе кажат едно големо против штетните политики на Социјалдемократскиот сојуз и уште поголемо за ВМРО-ДПМН. Благодарам.